Заробен во сопствениот дом, вака ја започнува својата животна приказна 74-годишниот Славчо Дичов од кочанското село Кучичино. Трагајќи по подобра екзистенција, на 26 години го напуштил селото и заминал во странство. Сите спечалени пари ги вложил во куќата за да обезбеди пристоен дом за своите 4 деца. Но судбината си поиграла и неговите 4 деца тргнале по неговите стапки и заминале во странство. Па сега најголемата и најубавата куќа во селото е празна. По прележан мозочен удар, оставен сам на себе, единствена врска со потомците му се фотографиите на ѕидот. Надежта дека куќата ќе врие од детски џагор одамна го напуштила. Никој од децата не сака да се врати во родната земја. Каде се вашите деца? Велите дека имате 4 деца. Каде се? Трите се у Немачка, а едното е у Аустрија. Каков е животот без децата да се живее? Никако. Вие сте со прележан мозочен удар, кој се грижи за вас сега? Никој. Истата судбина на Дичов ја делат уште илјадници семејства во Источна Македонија. Селата одамна се испразнети, а исто се случува и со градовите. Виница, Пехчево, Делчево, Берово, Македонска Каменица стареат. Младите масовно заминуваат во Европа. Единствена причина за иселувањето е лошата економска состојба во која ни се наоѓа државата, тврдат граѓаните. Државата ми е мрзешна, која не ми се тука внуците, сино, керката. Уопште разочаран сум. Според вас што треба да се направи за младите да останат овде во држава? Па вработување, што друго, нема фирми, вработување и поголеми цени на дневниците. Негативната миграција не го заобиколи ниту Штип. Последните податоци на секторот за јавни дејности во општина Штип покажуваат дека за неполна година од средните и основни училишта во градот се отпишани 77 ученици. Се претпоставува дека најголем дел од нив се отпишани поради иселување на фамилиите во странство.